Како што владата делува одговорно во економијата, како што објаснив во претходното прашање, образованието, науката, трудот и социјалната, како и другите области, така не го заборавивме и делот на културата. Продолжуваме во насока на заштита и грижа за културното и историското наследство, како и подршка за реализација на програмите и проектите од областта на културата. Иако сме притиснати од предизвиците на светската економска криза, сепак успеавме не само да го одржиме трендот на успешно спроведување на зацртаните области и активности во културата, туку и да планираме повеќе средства за одделни проекти во културата. И оваа 2023 година е обезбеден континуитет на реализација на програмите и проектите во културните установи, на платите на вработените и на заштитата на културно-историското наследство. Направивме структурни измени во буџетот за 2023 година, со што се предвидени 1 милион евра повеќе за плати во културата за разлика од минатата година, додека се зголемени и блок дотациите за општините од 6 на 6,5 милиони евра, поради зголемувањето на платите на вработените и на материјалните трошоци во локалните установи од областта на културата, како и капиталните дотации за општините од 1 на 20 милиони денари. Исто така, како последица на зголемувањето на цената на енергенсите на светските берзи, се предвидени 6,85% од вкупниот буџет за културата да биде наменет за комунални услуги за установите од областта на културата, за разлика од лани, кога за тоа биле одвоени 3,93%. Во 2023 година средствата за субвенции и трансфери ќе изнесуваат 12,5 милиони евра до општините. Реализацијата на вкупниот буџет на Министерството за култура за 2022 година е со над 95% и сите финансиски обврски за 2022 година се реализирани и се платени. Продолжуваме исто така со заштита на културното и историското наследство. Старото училиште Димитар Влахов во преспанското село Љубојно, едно од првите училишта каде што се држала настава на македонски јазик по Втората светска војна, ќе се реконструира, ревитализира и ќе прерасне во центар за промоција на македонскиот јазик. Со овој проект и грижата за овие објекти, кои што се дел од нашето јазично и културно наследство, ја испраќаме пораката дека оваа влада се определи за заштита и афирмација на македонскиот јазик и дома и во светот. Продолжуваме во таа насока, со што го штитиме и афирмираме и нашиот посебен македонски национален идентитет. Годинава ќе продолжи и работата и на Скопскиот аквадукт, и на црквата во Курбиново, позната по најстарото сочувано ѕидно сликарство, кое представува несекојдневен пример на византиската уметност од крајот на 12 век. Со буџетот за следната година сите споменици и спомен обележја од народно-ослободителната борба на личности кои дале придонес во борбата против фашизмот и ослободувањето на нашата држава и на настаните што се случиле во народно-ослободителната борба и се сведоштво за непокор и борбата за слобода ќе бидат реконструирани. Во делот на грижата за постојното културно-историско наследство, односно за реконструкција на сите споменици и спомен обележја од народно-ослободителната борба, владата обезбеди пари од буџетот на државата, иако во согласност со Законот за меморијални споменици и спомен обележја, за подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата на спомен обележјата се надлежни општините, односно градот Скопје. Министерството за култура е задолжено да склучи договори, меморандуми за соработка со општините за санација на спомен обележјата и да достави информација до владата во која што ќе бидат утврдени потребните мерки и средства за оваа цел. Се со цел, повторувам уште еднаш, сите споменици од народно-ослободителната борба да бидат реконструирани. Понатаму, во 2023 година започнува целосна реконструкција и санација на Музеот на Република Северна Македонија, каде што се наоѓаат етнолошката, археолошката и историската поставка на државата, а исто така и бесценетата галерија на икони. Оваа колекција на икони е најмногубројна од овој вид во државава и содржи повеќе од 400 икони, кои што потекнуваат од почетокот на 14 век до средината на 20 век. На овој начин обезбедуваме негова достоинствена заштита, како што прилега на институција од ваков вид.
Како влада сакаме да останеме доследни на нашата заложба за заштита и негување на нашето културно и историско наследство, и тоа го докажуваме преку продажка на најразлични програми и проекти од областа на културата кои што се од национален интерес. Минатата 2022 година бележиме пораст на капиталните инвестиции во повеќе ресори кои се клучни за развој на државата. Споредено со 2014 година, кога капиталните инвестиции беа во вредност од 286 милиони евра, лани тие се искачија и достигнаа вредност од 465 милиони евра, што е зголемување за 179 милиони евра или за повеќе од 60%. И тоа во услови на година на најголема економска и енергетска криза. Само во последните 3 години, од 2020 до 2022 година, во услови на пандемија и светска економска криза, успеавме да реализираме капитални инвестиции во вредност од 1,1 милиарда евра. Во текот на мандатот на оваа влада, рекордно се изградени и рехабилитирани патишта во државата. Ако за 11 години на претходната власт беа изградени и рехабилитирани 650 км патишта, сега за 5 години имаме 1300 км патна инфраструктура рехабилитирана и изградена, во која како држава инвестиравме над 1 милиарди евра. Завршени се 15 проекти за реконструкција и реновирање на објектите на армијата, а за 2023 година се планирани 28 проекти за реконструкција на армиски објекти. Со речиси целосна реализација на капиталните инвестиции е и Министерството за внатрешни работи. Минатата 2022 година ја завршивме со завидна бројка од 78 реконструирани објекти на полицијата со вкупна вредност од над 8 милиони евра. Владата посветено работи на напредување и обезбедување на квалитетни услови за образование на секое дете. И Министерството за образование и наука ги реализираше сите капитални инвестиции кои што беа предвидени за минатата година. За реализација на капиталните проекти кои што унапредуваат наставата од страна на Министерството, во 2022 година беа обезбедени средства во износ од 16,3 милиони евра. Министерството за труд и социјална политика продолжи со несмалено темпо во реализација и изградба на нови објекти за да се задоволат потребите на граѓаните. Само за илустрација, од 2017 година до денес отворени се 75 градинки нови со опфат од 5500 деца. Има општини во кои што не постоела градинка претходно, а каде што денес постојат градинки и планот исто така за 2023 година е амбициозен со изградба на нови, реконструкција на постојни и изградба на депанданси, односно клонови на постојни градинки во места во кои што не постоеле градинки до сега. Во областа на земјоделството, шумарството и водостопанството се реализирани или се во тек на реализација 43 проекти во вкупна вредност од речиси 400 милиони евра. Оваа година според планот треба да биде пуштена во употреба втората по големина во историја изградена брана во државата Комсково-Гевгелиско, која што представува капитален проект за целиот Гевгелиски регион и околните општини. Во областа на животна средина се реализирани или во тек е реализација на околу 40 проекти и уште околу 10 проекти се во фаза на тендерска документација. Само за подсетување, минатата година беше исчистено првиот дел од Линданот, кој што се наоѓа практично во центарот на Скопје, во бившата фабрика, односно во фабричкиот круг на некогашниот гигант Охис, и сега веќе се работи на чистење на вториот дел од Линданот, кој што таму стоеше со децении и кој што не беше воопшто третиран до сега. Гасификацијата на државата, за која што сите сметаа дека во 2022 година нема да се направи транзитниот гасовод од Жидилово до Битола, е завршен и Битола веќе е приклучено на газ за прв пат во историјата, а веќе се работи и топловодот од рек Битола до Битола, со што се овозможува и отпочнување на втората и третата фаза од конечна изградба на централен систем за грејење за градот Битола. Ви благодарам на прашањето и ви стојам на располагање за дополнителни ако има потреба.